Благодарам на одговорите. Почитуван обвинител, па не сте вие тој што треба да ми кажувате кои сме ние од оваа страна. Ние знаеме кои сме. Проблемот е што вие очигледно не знаете, вие кои сте. Па тие луѓе ве гласаа позади вас. СДСМ и ДУИ. Ние не ве гласавме. Вие сте предлог на СДСМ и на ДУИ. И тоа не треба да се срамите од тоа. Треба да се гордеете со тоа. Ви изгласале, сте станале државен јавен обвинител. Сега, како ја водите работата, тоа е веќе прашање на оценка, значи, на јавноста. Гледате, 1% доверба. Таа доверба не ви ја даваме ние, граѓаните ви ја дават. Ми кажувате за инспекторите. Сме инсинуирале. Значи, ова се информација од внатре од Министерството за внатрешни работи. Инспектори кои што биле внатре на увидот, на одземање на документи. Дека тие, на мене ми кажа, лично. Да, на мене лично ми кажа. Ако ви кажале, излезете на говорници и кажете што ви кажале, помогнете на истрагата. Јас ви кажувам дека не е добра подготовката за овој настан. Затоа што ако тие инспектори знаеле што треба да бараат и одзеле тоа што им било наредено, ние нема 45 дена да немаме јавно обвинителен акт. 45 дена. Скандал ја тресе македонската јавност. Скандал од невидени размери до сега, викам. Македонското здравство, македонската јавност, целата е поларизирана. 45 дена нема јавно обвинителен акт. Уште е некоја предистрага, истрага, не знам во која фаза сте веќе. До кога тоа така ќе се тегне? Уште 2 месеци имате од мандатот. Вие ќе заминете, ќе го префрлите случајот на друг. Или сега ќе ми кажете дека случајот го води јавен обвинител, надлежен. Па таа јавна обвинителка што го води случајов, 10 дена од последните 2 недели е надвор од државата. Така или не е така, ве потврдете или демантирате. Благодарам.